Беше тоа на 16. мај 1346 година, кога цар Стефан Душан го прогласува градот Скопје за своја престолнина. Беше тоа на 16. мај 1974 година, кога Киро Глигоров, како председател на Собранието на Социјалистичка федеративна Југославија, го прогласи Јосип Броз Тито за доживотен председател на државата. На 16. мај 1927 година во Тетово е родена Павлина Апостолова Богданова, македонска оперска певица, сопран, првенка на операта на Македонскиот народен театар. Таа дебитирала на оперската сцена во 1950 година со улогата на Мими во операта Боеми. Реализирала 40 улоги од класичниот, современиот и домашниот оперски репертоар. Автор е на монографијата Мојот пат во оперската уметност, а гостувала во сите поголеми оперски центри на поранешна Југославија. На 16. мај 1943 година во Тирана е погубен Илија Антевски Смок, припадник на напредното студентско и комунистичко движење. Бил вработен во монополот во Тетово, вонреден студент на правниот факултет во Белград, член на Комунистичката партија на Југославија и на Македонија, инструктор на окружниот комитет на Комунистичката партија за Македонија под италијанска окупација. Од јуни 1942 Илија Антевски Смок е принуден да живее илегално, а на почетокот на септември истата година заминува во партизани. На 27 април следната година е заробен во Новосело од балистите со уште 9 други партизани. Прво бил затворен во Гостивар, а потоа спроведен во Тирана. По кусо сослушување бил осуден на смрт со бесење и казната била извршена во тиранскиот затвор ноќта на 16. мај 1943 година. Заедно со него биле убиени уште 6 македонски комунисти: Христо Оџаклиевски, Раде Угриновски, Драги Тодоровски, Тривко Андоновски и Душко Поповиќ.